Сега не би должела премногу, затоа што и Александар има една вечно актуелна тема, а тоа се прашањата со катастар, кои што денес имате можност да ви бидат и одговорени од првиот човек на катастар на Република Македонија, па затоа предлагам веднаш да се вклучиме. Добро утро од мене. Добро утро, Лена, поздрав до тебе и се разбира поздрав до нашите гледачи. Како што најави ти, најавивме во текот на претходните денови, оваа недела, бар во нашата утринска програма на Републичкиот катастар. Во живо имавме јавувања, имавме неколку прилози посветени на најинтересните теми кои што се поврзани токму со Републичкиот катастар, а ова утро и во дневниот ред во живо, како што најави, ќе одговараме директно на прашањата на нашите гледачи со првиот човек на катастарот на Република Македонија. Повелете. Ти благодарам. На дневен ред, како последна содржина од денешното издание на утринската програма Јас сакам Македонија, најавивме и во текот на вчерашниот ден што ќе биде денес на дневен ред, но дозволете ми како и секој утро да започнеме со добра вест во мноштво на негативни информации. Секој утро емисијава ја започнувам со добри вести. Денешната добра вест сепак е поврзана со гостувањето на мојот денешен утрински гостин и со денешната тема, и добро е кога добрата вест е поврзана со работењето на институциите. Ќе одиме веднаш на мојот компјутер, бидејќи денес ова утро добра вест е интернет порталот на катастарот на Република Македонија, katastar.gov.mk, бидејќи ретко која, би рекол, државна институција има така прегледен, добар, увиден интернет портал, каде што можете, се разбира вие кои што баратате со интернет, брзо да дојдете до информации. Добра вест е денеска интернет порталот на Агенцијата за катастар на недвижности, од прост пример што секојдневно споделувајќи со вас проблеми и решенија, ретко каде може да се најде добар интернет портал каде што може да ги добиете информациите. И затоа ова утро се решив добра вест да биде овој интернет портал. Зошто? Затоа што на едно место, како што можете да видите и самите, имате многу прегледно сето она што ви е потребно, што најчесто, претпоставувам, се прашува по шалтери и се создава непотребна гужва. Еве само за пример. Имате опција имотен лист, кога ќе притиснете на неа, имате сите информации што ви е потребно да извадите имотен лист за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности. Имате дури и веќе пополнета ПП50 образец уплатница, која што може да се платите во некој од комерцијалните банки или по пошта. Можете во самиот формулар да преземете барање, да купите имотен лист, еве само кога ќе кликнете, ви излегува она што во принцип го земате од шалтери, се создава непотребна гужва. На вистина е толку прегледно и добро што меѓу сите оние ваши потребни работи ги имате и сите новости кои што ги има катастарот на Република Македонија. Па имате и увид во статус на поднесено барање, имате имотен лист да пребарате, па имате мобилната апликација, ретко која државна, односно републичка институција има нешто такво. Така што за вас кои што добро баратате со интернетот, топло ви препорачувам, а би ги повикал сите останати институции, особено општините во Република Македонија кои што имаат катастрофални интернет портали, да го следат примерот на Агенцијата за катастар на недвижности и своите интернет портали да ги приспособат на овој начин на работа. Зошто? Затоа што дефинитивно иднината е во и катастрот и општините и се што почнува на Навистина секоја чест за интернет портал. Се оние кои што нели се разбира не баратаат на интернет, информациите мора да ги добиваат на шалтерите во Агенцијата за катастар. Толку околу добрата вест. Ова утро ќе се обидам што повеќе гледачи да вклучам, да одговориме на директни прашања во нашата утринска програма. Некако ја прогласивме оваа недела за недела на
на катастарот. Во живо се јавивме од катастарот, имавме прилози посветени на најгорливите проблеми, но секогаш е најбитно вие, почитувани гледачи, да поставите некое прашање. Затоа во моето студио е магистар Борис Тунџев, директор или прв човек, ВД директор на Агенцијата за катастар на Република Македонија. Добро утро и добре дојдовте во моја емисија. Благодарам, Александар. Добро утро. Ви благодарам на поканата да земеме активно учество во вашата емисија, имајќи во предвид дека, според моите информации, е доста гледана емисија. Така, јас ви благодарам за вашето учество. Морам да ве пофалам како институција. Ние со вашиот претходник имавме одлична соработка и драго ми е што таа соработка со катастарот во моја емисија продолжува и понатаму. И првото прашање ќе го излечам токму од овде. Гледам ваши колеги од други институции, постојано зборуваат што наследиле во нивните институции. Катастарот важеше за една институција која што имаше резултати, но сепак граѓаните беа во некоја мера и незадоволни, драго да. Каква институција наследивте ви од вашиот претходник и што се затекнавте во Агенцијата за катастар? Прво би сакал да се заблагодарам за промоцијата на интернет порталот, односно новата веб страна на Агенцијата за катастар на недвижности, со која што јас сум посебно горд затоа што оваа веб страна за прв пат во историјата на Агенцијата за катастар на недвижности е изработена од IT секторот, кој што е и IT стручњаците кои што се вработени во самата институција. До сега тоа не беше случај, ова интернет страница се одржуваше од аутсорс компанија, односно од надворешни институции, кои што во голема мерка зависеше и ажурирањето и актуелноста, презентирањето на податоците према граѓаните. Посебно ја пофалил колешката Верица Муканова и незиниот тим, кои што дадоа несебично залагање во изминативе 3 месеца да ова веб страна биде онаква каква што е сега, попристапна, подетална, со што подетални информации, лесна за користење према крајните корисници. Би сакал да потенцирам дека со сопствени оделението кое што е за односи со јавноста, секојдневно се ажурира оваа веб страна и во моментот во тек е изработка како на верзија на англиски јазик, така и на верзија на албански јазик. Така Јас морам да пофалам затоа што јас постојано, подготвувајќи се за гостите, имам проблеми со информации. Имате подобра страна од влада на Република Македонија, од собрание на Република. Еве искрено да ви кажам. Зависи од пристапот и платформата на која што е направена самата веб страна. Различни се корисниците, да кажеме, на кои што пристапуваат на веб страната на владата. Не би рекол дека е исто така не е добра веб страната на владата. Тоа јас го реков, немате потреба вие да се правите. Не, јас го кажав апсолутно. Не, апсолутно. Меѓутоа, една од, сепак вие како што кажавте, ја пофаливте, ви благодарам уште еднаш, една од поубавите веб страни на државните институции. Така, се вратиме на моето прво прашање. Видете, јас сум до изминативе пред неколку дена ВД директор на владина седница во вторникот, сум назначен на јавен конкурс и за директор на Агенцијата за катастар на недвижности. Ситуацијата во која што јас ја затекнав, она што го спомнавте, барем што се однесува по задоволството или незадоволството на граѓаните, констатацијата ви е точна. Затеков еден голем број на нерешени предмети, кои што во моментот кога јас ја презедов институцијата, официјално на 14 август, бројката на нерешени предмети само во Центарот за катастар на недвижности изнешуваше 4700 нерешени предмети со просечен рок на нерешавање по еден предмет и повеќе од 2 месеци. Во моментот нерешени предмети во Центарот за катастар на недвижности како дел од Агенцијата за катастар на недвижности, каде што се примаат повеќе од 60% од вкупниот број на предмети во целата територија од сите оделенија на катастар на недвижности, има нерешени предмети само 600. Тоа е една импресивна бројка. Огромна разлика, да. Огромна разлика, значи во изминатиот период, иако бројот на примени предмети
во однос на претходните 8 месеци од годината е зголемен од 24.500 на 28.700 предмети, односно за некаде приближно 15% е зголемен бројот на примени предмети само во Центарот за катастар недвижности, како што реков, каде што е и најголемиот прилив на предмети, каде што незадоволството на граѓаните беше најголемо. Успеавме во изминативе 6-месечен период оваа бројка да ја сведеме скоро на работно ниво. Работното ниво на дневни приливи во Агенцијата за катастар недвижности и Центарот за катастар недвижности Скопје е некаде околу 300 до 400 предмети, не рачунајќи ги издадените имотни листи, кои што секогаш се приближно иста бројка како поднесените предмети, кои што се однесуваат на промена на наслов, запишување други права и така натаму. Значи, една огромна бројка на решени предмети. Би сакал во оваа прилика јавно да и одадам признание на вработените во Агенцијата за катастар недвижности за несебичното залагање, за намалување, посебно во Центарот за катастар недвижности Скопје, за несебичното залагање да се решат поголем број на предмети, се со една единствена цел, граѓаните на државата да си ги решаваат во најкраток можен рок сите оние проблеми кои што се поврзани со прашањата од имотно-правната сфера. Добро, господин Тунчев, наследивте ли нешто добро? Не е секогаш добро да се негира и дека не е направено нешто добро во изминатиот период. Она што е добро, воспоставениот електронски катастарски систем, значи пристапот на електронската база, воспоставувањето на меѓусебната релација и координација со останатите државни институции, услугите кои што се нудат да бидат попристапни кон граѓаните. Тоа е доброто што е направено во изминатиот период, меѓутоа, пак ќе кажам, одејќи на модернизација и, да не кажам, збогатување на електронскиот систем, надградување на електронскиот систем, запоставени се останатите примарни работи и дејности на Агенцијата за катастар недвижности, како што се геодетските работи, картографските работи, начинот на запишувањето на правата на недвижностите, излагањето и воспоставувањето, кои што во минатиот период во одредени ситуации, за да се постигнат добри резултати, се одело во едни брзи процеси, кои што брзи процеси продуцирале други проблеми. Така. Добро, јас ја отворив вашата биографија и доста е искрено богата. Имате постојано сте во да речеме, што може да се види во оваа сфера, колку тоа ви помага што постојано сте околу сите овие случувања, да поблиску ги слушнете проблемите на граѓаните години и години наназад, кои што се содруваат со овие проблеми, почнувајќи да речеме од 90-тите години и проблемите со денационализација на земјиштето, каде што најголем обем се направи, па со разните проекти и така натаму. Колку ви помогна вашето искуство и богата биографија да допрете до обичниот човек, бидејќи вашата функција, како сите функции, се политички функции. И директорот на катастарот се бира од владата на Република Македонија. Претежно не за во катастарот, воопшто се бираат луѓе кои што се политички блиски. Колку ви помогна вашата богата биографија, беше прашањето, да го слушнете обичниот граѓанин и проблемите со кои се соочува во вашата институција? Видете, секако искуството во областа во која што ве назначила и ви дала доверба владата да работите е од исклучително значење, посебно за овакви високостручни институции кои што се бават со проблематика која што е секојдневна или битна за решавањето на крупни прашања на граѓаните. Што сакам да кажам? Во изминатиот период од 2006 јас бев вработен во првите приватни геодетски компании, кога се дозволи законски да се оваа дејност обавува низ приватни геодетски компании до 2016, односно 2017 година, кога бев назначен за директор од страна на владата. Во периодот од 2010 до 2016 бев председател на Комората на овластени геодети и председател на
Комората на трговски друштва за геодетски работи и морам да ви кажам А тоа се се места каде што можете Така е. да ги видите проблемите директно. Затоа Така е. ве прашувам. Значи во овој период додека сте работеле во приватниот сектор, секојдневно сте имале комуникација со граѓаните кои што барале на одреден начин да изработите геодетски елаборат или да го кажете вистинскиот пат за решавање на имотно-правните работи. Јас би рекол да им помогнете во голготата која што имаат така долго време. Апсолутно. Да и го кажете вистинскиот пат, во тоа се огледа и стручноста на самиот оној кој што ги упатува граѓаните во процесот на решавање на имотно-правните проблеми. Додека пак во периодот додека бев председател на комората на овластени геодети и геодетски компании, ги слушавте проблемите на компаниите во корелација со и во функционирањето со Агенцијата за катастар на недвижности. Така да јас како актуелен поранешен председател на комората за овластени геодети и геодетски фирми, бев во комуникација со раководството на Агенцијата за катастар на недвижности, трудејќи се да ги најдеме модалитетите, начините за да што повеќе се олесни пристапот, работата, соработката, затоа што, видете, приватните геодетски фирми се првите соработници на Агенцијата за катастар на недвижности и тука оваа нишка мора да функционира безпрекорно, затоа што голем дел граѓаните своите имотно-правни прашања ги решаваат како преку општините, така и преку приватните геодетски компании, така да од пресудно значење е функционирањето и соработката со комората. Така. Добро, имате многу активност, особено во последно време и тие ги истакнувате. Еве, официјално започнати проекти, подпишани меморандуми за соработка, потоа колегиот Совет на геодети на Европа во посета на вашата Агенција за катастар на недвижности и работни средби со министрот за транспорт и врски Горан Сугаревски, така натаму што во моментов, еве во овие 5-6 минути пред вестите, битно се случува во Агенцијата за катастар како проекти и ваша работа, која што директно би помогнала на граѓаните? Видете, во моментот актуелни се два крупни проекта кои што работиме актуелно и кои што во минатиот период беа, да не кажам јако од пресудно и битно значење, беа ставени во втор план. Тоа е лидар скенирањето на територијата на Република Македонија со помош на Кралството Норвешка, кое што ќе се реализира преку норвешкиот катастар. Во тек е подпишувањето на договорот и тој проект со физичка реализација треба да започне во имплементирање во месец април-мај. По реализацијата на овој проект е предвидено скенирање на 1/3, толку средства се обезбедени со оваа донација, скенирање на 1/3 од државата, бенефитот на крајните корисници ќе биде пред се на државните институции, овде ќе се има добар преглед на конфигурацијата на теренот, пред се во однос на плавните и кризни подрачја, онаму каде што во минатиот период се случија и овие катастрофални поплави, како во Тетовско, така и во Скопскиот регион. Значи, приоритет дадовме на снимање на северниот дел од територијата на Република Македонија, каде што во изминативе години имаше вакви катастрофални природни непогоди. Тоа е првиот проект. Вториот проект, кој што Значи, првиот рековте го реализирате во соработка со норвешкиот катастар, така. Да. Тие беа пред недела. Бидејќи за граѓаните за мене, претпоставам и за вас, скандинавците се репер за добра организација и Апсолутно, значи како они по градење на капацитетите на институциите помагаат со консултантски услуги. Во голема мерка имаме и финансиска поддршка. Многу е битно да се каже дека станува збор за донации, не станува збор за кредити, кои што Значи неповратни средства. Така, неповратни средства, дел во опрема, дел во градење на капацитети и дел за теренски активности. И најважно се искуствата, предоставам, кои што они веќе ги поминале. Да, тие ги имаат поминато, тие имаат воспоставено 3D теренски модел на целата територија на Норвешка, така да од исклучително значење се пренесувањето на нивните искуства и реализацијата на овој проект.
И вториот проект кој што е од исклучително значење, морам да кажам, тоа е воспоставувањето на адресниот регистар, за кој што агенцијата во изминатиот период од 2016-2017 година реализираше пилот проект во 4 административни општини на територијата на Република Македонија. Тоа беа Свети Николе, Гостивар, општина Кисела Вода и општина Зелениково. Во моментот се работи на сублимација, обработка на податоците. Кажувам исклучително значење затоа што овој адресен регистар треба да направи корелација со евиденцијата на граѓаните кој што регистар ќе го води Министерството за информатичко општество, како и евиденцијата на матичната книга на граѓаните. Велам повторно од исклучително значење затоа што овдека секој објект на територијата на Република Македонија ќе добие геопросторна локација, која што локација во голема мерка ќе помогне во реализација пред се на пописот кој што е најавен за 2020 година и во оформувањето на пописните кругови, како и за полесно реализирање на изборните циклуси, односно ќе се надмине проблемот со дуплирање на куќни броеви, улици кои што не се именувани, куќни броеви без број, кои што, на жалост, во западните земји, посебно, пак ќе кажам, во нордиските земји, е незамисливо вие да имате објект без број. Морам да кажам дека Овдека на сими цели улици неименувани. Има неименувани цели улици, што е добро. Ние остваривме средба со представници од општините каде што беше реализиран овој пилот проект. Морам да во иднина ќе побараме исклучителна соработка и преку ЗЕЛС со општините каде што ќе се реализира овој проект. Од причини што со ова теренско прибирање и аквизиција на податоци, ние имаме увид колку објекти се без куќни броеви, кои улици немаат поставено табли со назив на улицата, односно име на улицата. Тие ќе мора да си ја превземат оврската, сите овие работи, барем до пописот 2020. Оврската е на општината? Значи, оврската за куќните броеви и именување на улиците, поставување на уличните табли е оврска на општините. Бидејќи на мојата зграда немам ниту број, ниту ништо, затоа ве општините, меѓутоа ако е моја да ја превземам, не се ние со овој проект ќе дадеме еден преглед точно која куќа нема куќен број и така натаму. Ова морам да кажам дека овој проект одобрен е грант преку комисијата, не грант, тоа е донација преку ИПА фондовите. Ние стапивме во состанок уште во месец октомври со делегацијата на Европската комисија. Побаравме, назначувајќи го значењето на адресниот регистар за државава. Тие во голем дел сите европски држави го имаат воспоставено адресниот регистар, да не одиме подалеку, Хрватска, Словенија имаат воспоставено уште од австро-унгарскиот систем еден адресен регистар. Пред нас од соседството се и Србија, која што го има воспоставено, и Република Бугарија, така да го собираме нивното искуство, го пренесуваме во фаза изработка на закон за регулирање на оваа проблематика. Остваривме во текот на вчерашниот ден и работен состанок со директорот и представници од Заводот за статистика, кој што ни најавија за дека ќе се реализира пописот во 2020 година. Најавен е планиране за април и соработката на овие две институции по однос на теренските податоци, по однос на пописните кругови е во тесна корелација и се изработени од Агенцијата за катастар на недвижности. Добро, во разговор влеговме со вашите проекти, што сето она што вие го работите. Наредните 60 минути ќе одиме со проблемите. Па моите граѓани и вашите граѓани, се разбира, наши гледачи заеднички, ќе имаат прилика и да подпрашаат нешто. Ќе направиме мала кратка пауза. Мојата колешка, уредник на денот, ова утро, Александра Десподовска, е во студиото за вести, случајно или намерно, од економската редакција на Сител. Александра, доколку имаш и ти некој прашање пред одиме со гледачите за првиот човек на катастарот, повели?
Добро утро, Александар. Поздрав до тебе, поздрав до гостинот. Оно што јас би сакала да прашам со оглед на тоа дека рокот за легализација на дивоградбите повторно е продолжен, дали веќе има интерес од страна на граѓаните? Така, повелете, господин Тунџев. Ја можам да кажам заклучно со податоците со кои што располагаме во Агенцијата на катастар на недвижности, оние предмети кои што се доставени во Агенцијата за катастар на недвижности, односно веќе решени предмети од страна на општините, и таа бројка изнесува 194.600 примени барања за запишување на правата на недвижностите кои што се реализирани преку проектот, односно согласно законот за легализација на бесправно изградени објекти. Податоци во изминатиот период, имајќи во предвид дека на сила стапи законот, измените од 1.1. до 36. граѓаните ќе можат да поднесуваат нови барања, а рокот за доставување на геодетски елаборати кај нас во институцијата нема се уште зголемен прилив на по однос на ново поднесените барања, односно се решаваат оние предмети кои што пристигаат од претходните, затоа што и тие имаше застој, односно општините поради тоа што рокот за изработка на геодетски елаборати истече во 2016 година, значи нема право да се достават елаборати во текот на 2017, по однос на оние барања кои што беа во 2011, така да имаше мал застој во приливот на предмети по однос на легализација на дивоград. Добро, јас се надевам дека ќе имаме и конкретни прашања, Александра, на оваа тема од граѓаните. Одиме со најновите информации од земјата и светот. Предоставам, така? Магистар Борис Тунџев, првиот човек на Агенцијата за катастар на Република Македонија, мој гостин во студиото. Во меѓувреме, додека траја вестите и временска прогноза, си разбивме една дискусија за проблемите генерално. Претпоставам дека она дилема која што има фијаска имаат и гледачите. Ќе им даеме предност на гледачите, но ќе замолам, почитувани и уважени гледачи, да бидеме кратки, јасни, без поздрави во студиото, да можеме што повеќе граѓани да вклучиме и проблемите, ако може во кратки црти, за да имаме и подетални одговори. Веднаш одиме со вашите јавувања. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете. Се извинувам, се работи за поздрав да не упатуваме. Се работи за парцела во Кисела вода. Добро. 684 квадрати ни е во имотен лист. Парцелата е дооформена, уште 20 квадрати ни е дадено до оформување. Со тоа што 10 квадрати си на Република Македонија, 10 квадрати се на комшијата. Дадено ни е за изградба на зграда. Меѓутоа, комшијата не сака да ни подпише и ние никако не можеме да најдеме инвеститор за изградба на зградата. Поради тие 10 квадрати, сакат да кажат. Значи се работи фактички за 10 што се кај комшијата, за овие ќе ги откупиме, не е проблем. Од Република Македонија другите, да, разбрав. Дали имаме подпрашање како само? Како може да го изведеме тоа? Да, останете на линија да имаме подпрашање за да бидеме јасни. Благодарам. Ворете се со прашањето или? Ворете со прашањето, овдека станува збор за не предпоставам, него сигурен сум штом за изградба на колективна или стамбена или индивидуална зграда, каде што до оформувањето на градежната парцела е согласно податоците од деталниот урбанистички план кој што го изработила општината. Оној дел каде што општината предвидела до оформување на дел од земјиште во сопственост на Република Македонија не е спорно, меѓутоа спорен е овој дел каде што граничнава линија, односно регулационата линија, зафаќа дел, предпоставувам ова покажување по прашањево на гледачката, дека зафаќа дел и од катастарска парцела која што е во собственост на соседот или друг собственик. Ова, бидејќи нема согласност од страна на комшијата за отстапување или продажба на тие 10 метри квадратни, единствена варијанта е овдека во постапка пред општината во рамките на урбанистичкиот блок да се направи измена на регулацијската линија и тие 10 квадрати од соседната парцела да бидат изменети, да можат
граѓаните, односно гледачкава, да си ја дооформи и да може да си добие Сака да каже дека општината Кисела Вода веќе издала одобрение за градба на квадратура која што не е на Не може, значи додека вие не сте 100% собственик на градежната Добро. парцела, општината не може да ви издаде. Добро. Значи морате да бидете 100% собственик по законот за градежно Така. земјиште и законот за градење, морате да Но бидете како овие собственик. 10 квадрати од соседот завршиле кај жена? Значи тоа е да кажеме Да ја колку лоцираме грешката. Значи грешката е по мое видување, додека не го видам урбанистичкиот план, конкретно не можам да кажам, ова се само предпоставки дека граничната линија, регулационната линија која што урбанистите ја предвиделе со деталниот урбанистички план, навлегле во друга собственост, не почитувајќи ја линијата на катастарската парцела, односно регулационата Значи, проблемот е во линија не ја општината. следела катастарската парцела. Значи проблемот е во општината. Во општината, пред се во проектантите, во урбанистите, каде што не го предвиделе дека навлегуваат во И колку собственост. време во просек треба општината за да го исправи тоа? И дали ќе го исправи? Постапката за тоа се покренува иницијатива, ме разбирате? Значи граѓаните од тој дел, ако имаат поголеми проблеми, се формира блок во рамките на деталниот урбанистички план и си покренуваат постапка за Долго измена нема и многу граѓани доколку е сама гледачкава во битка. во рамките на еден блок мора да биде. Значи измените и дополнувањата на деталните урбанистички планови мора да бидат во рамките Сега да ми на кажете дека формира... поради грешка на други луѓе, сега треба гледачкава да го собира соседството, вака не пробувам пластично Така. да објаснам. Пластично е така, меѓутоа овие грешки доколку постапката за јавен увид и анкета по деталниот урбанистички план за делот од населбата за кое што се јавува гледачката бил транспарентен и заинтересираноста на граѓаните да учествуваат во јавната анкета, можеле во постапката на увид на јавна анкета кога бил деталниот урбанистички план да си дадат приговор по однос на ова прашање. Но ние и правиме ова сега во овој грешка. случај момент за општина Кисела Вода. Така е. Сигурно отишле луѓе да го видат деталниот урбанистички. Така е, Сигурно дека во ред. не биле да го видат затоа што и тие планови кои ги прават ДУП така локално ги прават ни некоја Така е, се медиумска согласувам. кампања прават. И сега пак да се навратиме, ја ќе му сизвина на следниот гледач, меѓутоа проблемот кој што го има оваа гледач го имаат многумина. Така е. И сега, што сакам да оценам дека поради грешка на други луѓе, Така. кои што ја направиле грешката, за сопствено земјиште женава не може да гради. Се согласувам. Па тоа е далеко од Норвешка. Значи, далеко е од Норвешка, меѓутоа овдека вината не е во Агенцијата за катастар на недвижности. Добро. Деталните урбанистички планови се изработуваат на ажурирани геодетски подлоги, односно ситуација која што во катастарот е со моментно запишани права на собственост. Она што урбанистите не ја почитувале линијата и границата на собственост, не зимајќи ги правата на граѓаните дека до каде тие можат да ја дооформуваат и навлегувајќи во катастарски парцели кои што се собственост на други луѓе, не е вина на катастарот, не е вина на општината. Ние не велиме дека е ваша вина, велиме како Не. граѓаните имаат проблем, а вие сте во функција да ги решавате Апсолутно, проблемите на граѓаните. еве го решението на проблемот. Во овој Добро. случај, како што кажа гледачката, апсолутно нема вина на катастарот, постапката ја кажав, бидејќи градежната парцела зафаќа собственост од друга катастарска парцела со 10 квадрати и 1 квадрат. Вика, законот за градење е дециден. И пола квадрата е и пола проблем. квадрат, Така е. пола квадрат не се регистрира во Така е. Агенцијата за катастар, се заокружуваат на 1 квадрат и 1 квадрат е морате да го реализирате. Така е. Овдека станува Не станува збор за грешка на граѓанинот и Не собственикот, станува, туку така станува е. збор за грешка на општината. Патот за исправка на оваа грешка, ви го кажав. Може да исправи? Може да се исправи. Временски пака рок со вашите искуства. Од прилика од 6 месеца до 12 месеца е целата постапка за измена и дополнување на Уште ако има некој општина и ако се понуди некој квадрат, може побрзо. Тоа не навлегувам, тоа се во рамките на шпекулациите. Не, во рамките граѓаните на постојното работење во Македонија, не. во Ставиме реално. ред, ја не можам да зборувам Добро, а во сега име на овој вработените пример на е како општините. работите не функционира. Молам? Ова е еден од примерите како работите не функционираат во нашата држава. Ја, кога би го видел деталниот урбанистички план и кога е изготвен, можам конкретно да ви ја кажам и да ви ја лоцирам грешката. По ова што го кажа гледачкава, што го постави прашањето, апсолутно станува збор за грешка во
формирањето на градежната парцела и дефинирањето на регулационата линија на градежната парцела. Добро, ало, добро утро. Ало, добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Добар ден прво, да ви го поздравам гостинот. Благодарам, повелете. Еве сега ќе пробам да бидам кратка. Ајде. Во 2014 година легализиравме куќата и бидејќи плативме помалку од тоа што требаше, кога се обративме до катастар да прашаме зошто, ни рекоа дека на тоа место постоел некој објект кој претходно бил легализиран. Бидејќи знаев дека нема таков објект, од здравствени причини не можев до сега да го реализирам тој и да видам за што се работи. Дури сега почнав да чепкам и да гледам што е работата, каде има проблем. Се работи за куќа во Маџари. Добро. На таа парцела има 3 куќи. Во 2003 година од објект се водат 67 метри квадратни. Веќе во 2010 година, бидејќи има 3 куќи тамо, во зграда 1 се запишани 50 метри квадратни приземја и 50 метри квадратни спрат, а таа куќа нема спрат. Да веќе во 2012 година во катастар запишале дека има 50 метри квадратни во зграда 1, а 50 метри квадратни во зграда 2. Значи, таму не постоеше никаков објект во зграда 2. Како дошле таму, не знам. Кога почнав, овој месец бев 8 пати во катастар, бев увид во документација, разговарав со нивниот геометар, сите ми рекоа дека грешката е настаната во катастар. Во катастар ви рекува дека грешката е во ми катастар. предложи да поднесам ново барање, барање за исправка на техничка грешка и со нов елаборат да се исправи грешката, меѓутоа кога поднесов барање за исправка на техничка грешка од катастар бев одбиена. Добро, еве го одговорот. Она што првично можам да заклучам од гледачката е податоци кои што се превземени по основ на поранешна катастарска евиденција за Маџари, имајќи ги во предвид површините кои што ми ги спомна, дека за зграда 1 било запишано 50 метри квадратни во приземје и 50 метри квадратни на спрат. Можно е да се работи за катастарска грешка, меѓутоа за овакви случаеви, кога дали Центарот за катастарна недвижност, ако гледачката се обратила таму, не постапил, потребно е да достави преставка до секторот за внатрешна контрола и во случај кога се констатира дека грешката е од страна на Агенцијата за катастарна недвижности, апсолутно нема потреба за изработка на било какви елаборати, односно изложување на непотребни трошоци на граѓаните. Во такви случаи катастарот си постапува по службена должност, односно по пријава на странка. Зошто не е постапено? Значи, може гледачката да достави преставка до секторот за внатрешна контрола. Еднаш месечно имам јас лично средба со граѓаните во закажан термин, значи тоа е последната недела од секој месец, се јавуваат на 371 668 во мојот кабинет, си закажуваат термин, нека гледачката ги земе сите потребни документи, ќе ги погледнеме, во крајен случај таа уште, еве, во текот на денешниот ден или од понеделник, нека достави една преставка до секторот за внатрешна контрола и истата ќе биде земена во предвид, односно доколку се работи за техничка грешка, верувајте дека ќе биде исправена. Добро, ќе ве држам за збор, доколку е грешка. Апсолутно. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вас во студиото, Добре. посебно за директорот на катастар. Имам подадено пред месец дена барање во архивата во катастар, во автокоманда и барам прием кај директорот и немам никаков одговор. Значи, немам никаков одговор. Чекам одговор, значи. Имам проблем и не може, значи, никој да го реши тој проблем. Али катастарот, што слушам грешка, има голема направено. Значи, со снимањето
кој е снимано низ цела Македонија, има померено, значи, цела Македонија е померено наопаку, душ попреку, значи. Катастарот има таква грешка направено и не признава. Кога ќе ја реша таа грешка, тоа ја направиле катастарот. Дали е направена намерно од некоја власт за народот да пати и да се караат комшии со комшии, да не можат проблемите да се ги решат? Дали морам јас по нивна грешка, јас по судови да давам пари, да се изложувам на такви трошкови? Значи, не можам да сватам до кое дереже сме дојдени. Значи, сигурна сум дека катастарот има грешка голема направено. Која власт ја има направено, тоа барам да се реши. Значи, да не одиме луѓето со проблеми, со полиции, со ова, со расправи, значи, тоа е катастрофа невидена. А од катастарот, од директорот бара прием, имам подадено, значи, сакам прием кај директорот. Значи, немам одговор. А веќе процесот ми е на суд. А сакам и од катастарот одговор. Добро. Бидејќи немате конкретно прашање, повеќе беше коментар за работата на катастарот и неправдата која што ви е Еве кратко, извршена. Александар, Да, ако ми дозволите. Повелете. Точно е, се согласувам јас со гледачката, значи има во изминативе, како што спомнав, изминатиов период, не сакам да потенцирам периоди, имајќи го различниот начин на воспоставување на катастар на недвижности, дали било со премерен катастар, од катастар на земјиште во премерен катастар, или она излагање на податоците за катастарски општини со конверзија на податоците, тоа е квази излагање без јавен увид на податоците. Уште полош систем на воспоставување на катастар на недвижности е во оние катастарски општини каде што бил пописен катастар, постојат грешки кои што се од самите техники или постапката која на излагање, на запишување на правата на граѓаните, кој што е направена од самиот процес на работа. За таа цел, имајќи во предвид дека и во стратешкиот план за периодот 2018 до 2020 констатиравме дека има голем број на технички грешки кои што се произлезени од методологијата и техниката на обработка. Констатирате дека има многу технички. Па, Имате ли да речеме, од 1864 катастарски општини, во добар дел во 600 катастарски општини, не целосно, меѓутоа постојат блокови. Тоа е скоро половина. Не, скоро половина, од 25 до 30% се катастарски општини каде што воспоставувањето на катастарот на недвижности бил направен со конверзија на податоците. Не е мала бројка на грешки. Не е мала, затоа што во изминатиот период, ја не сакам да кажам, Добро. период да кажете, добро, не е, кога не се работело стручно, еве, Добро. не се работело геодетски. Изминативе 11 години сака да кажете? Изминативе 20 години, затоа што во изминативе 20 години во таа институција нема дојден геодет директор. За да ја разбира проблематикава која што гледачка ја Вие на спомнува. толку катастарски грешки, ние ако провериме, може и Пиринска и Егејска Македонија наши во Република Македонија. Не до таму. Не до таму. Сега да ви кажам Малку решение. се шегувам. Значи, видете, треба да има расположение, не расположение, обврска на институцијата да грешките кои што ги направила, да си ги исправи, затоа што оваа институција и сите вработени во оваа институција се во служба на граѓаните, а не граѓаните во служба на Добре, агенцијата. господјата во автокоманда Затоа не може ние- да оствари средба. Средба ќе оствари директно, го кажав телефонот, директно кај мене во кабинетот 371 668. Не со поставување барање во архива, него со јавување или доаѓање кај мене на врата. Добро. За да се решат овие проблеми, тимот кој што работи во моментот, изработуваме предлог закон кој што се надевам дека во текот на следната недела ќе го доставиме до Министерство за правда, во кој што предлог закон се предвидени и овакви случаеви каде што поради грешка на обработка на податоци се направени и ствараат проблеми на граѓаните. Доколку постои, пак ќе кажам, грешка во катастарот, гледачката слободно да достави представка, ќе дојде. Веруете, ја максимално се заложувам колку можам поголем број на граѓани да бидат примени лично од мене и од тимот кој што е формиран таму,
кај мене се води записник и на крајот од месецот по обработка на податоците се задолжени службите писмено да ги информираат граѓаните за нивните проблеми. Со овие измени, кои што ги предвидуваме во Законот за изменување и дополнување на катастарот на недвижности, во голема мерка, бидејќи во изминатото законско решение не ни беше овозможено како Агенција за катастар на недвижности за собствените грешки да си ги коригираме, освен по барање на странка. Сега не. Значи, кога ќе со ова законско решение само кратко пред да се гледаш. Сноси ли некој некогаш одговорност катастар за овие грешки? Не. Зошто? Затоа што никој немал храброст да покрене таква иницијатива за некој, за средствата кои што биле или кои што се одобруваат од страна и на владата и на меѓународните финансиски институции, вклучително и граѓаните кои што плаќаат за оваа институција да работи во нивен интерес, да сноси одговорност. Никој немал храброст да поднесе било каква пријава за функционирањето во изминатиот период. Ало, добро утро за следниот. Добро утро. Повелете. Вака се јавуваме од Ресен. Имаме две правосилни решенија каде што ни е вратен имот за денационализација. Имаме записници за примопредавање во владение. Заедниот предмет ни е вратен во 2017, другиот е во 2013. Сега, за тој што е во 2013 водиме управна постапка со катастарот, а за овој во 2017 не ни е одговорено уште. Сега, вака, во овај што е од 2013 се работи за земено земјиште во летувалиштето од Тешево. Претходната директорка на катастарот во делението во Ресен упорно не враќаат не туркат на управен суд, каде што имаме две пресуди од управниот суд, каде што му го поништуваат потврдата на катастарот, а таа никако не сака да го запишит и барам интервенција од директорот за овој случај да се интервенират бевне во Скопје во секторот за внатрешна контрола. Тие видоа некои неправилности таму, некои промени во тие листови, не знам што, и тие сакаја со директорот да се видат и да се напред една ревизија на овој случај. Добро. Гледачот сигурно по ова што го слушам е во право од причина што постои една мала коализија во Законот за катастар на недвижности кој што работи по Законот за општа управна постапка и постапките кои што се водат во управниот суд. Во моето, да не кажам, 25 годишно работење во приватниот сектор или 15 години во геодетскиот сектор, ја немам, во ретки случаи имам видено мериторна пресуда од управниот суд. Управниот суд во принцип ја испитува текот на постапката и кажува назад, ако постапката да се повтори. Каде е коализијата со Законот за катастар на недвижности? Законот за катастар на недвижности вика овластеното стручно лице за постапката и по предметот одлучува самостојно. Вие додека не добиете мериторна пресуда од управен суд или од виш управен суд и да каже се пресудува и се наложува на катастарот да изврши со други зборови мериторно одлучување, значи да донесе пресуда. Меѓутоа пресудите на управниот суд се во насока катастарот да ја преиспита постапката. Својата одлука. Колку пати има право управниот суд да ја враќа истата? Мислам дека не ме фаќате за збор, точно мислам дека 2 пати може да се поставува или 3 пати. После вториот пат или одите на виш управен суд, па се донесува мериторна одлука. Но добро, тоа трае реално? Трае, апсолутно дека трае. Ја не можам да навлегувам во работењето и функционирањето на поранешната раководителка, одделение за катастар на недвижности Ресен. Таму има сега нов раководител. Го поканувам гледачот во колку има представка. Тој самиот кажа дека по едната
пресуда е постапено, ќе ја погледнеме заеднички и втората пресуда, доколку не е постапено соодветно, секторот за внатрешна контрола упатува задолжување, значи до раководителот и до самостојниот референт кој што ја водел постапката, да ја приспита постапката и евентуално дава насоки како да се реши тој проблем. Понатаму како да се реши. Добро. Ало, добро утро за следниот. Добро утро. Повелете. Ало. Да, повелете, во програма сте, повелете. Вака, имаме една ситуација за господин да ја поздравам прво и ситуација на вака. Во 80 години има, од 80 години има судско решение за наследство за имот. И од 2006 после година има доаѓано известување за ово снижење, како се викаше, за излагање за истиот тој имот. Во меѓувреме собственикот, наследникот што требало да биде починува и сега сум ја заинтересиран како единствен наследник. Сакам да се активира сиот тој имот да се биде пишан. Меѓутоа имам проблем, еден дел од имотот е пишан како на имотен лист. Во разговор со геодетите и од шалтерот на катастар Велес ми кажа дека еден дел од имотот што е пишан на тој имотен лист може да се укнижи. Меѓутоа има друг дел од имотот кај што пишано имотен лист број 20, имотен лист број 10, имотен лист број 1. Тоа се некои преводни фази и во ствари собственост на Република Македонија, а ништо не е направено за да се смени нешто или некој да одјави нива или да продаде. Значи статусот никако не е сменет од 80 година наваму, а има промени у катастарските означувања. Како може ја најбезволно да го сакам сиот го решите проблем. Да. Затоа што од катастар ми рекоа да го решам со геодетите, меѓутоа геодетите не се во можност овој спорниот имот што е пишан со овие другите бројчиња да се укнижи. Колку што можев да разберам од прашањето на гледачот, станува збор за ситуација каде што дел од имотот, каде што било порано, да кажеме, катастар на земјиште или пописен катастар, имате имотен лист, а за дел од земјиштето или парцелите се запишани со право на собственост на Република Македонија. Да, точно. Има. Значи, некои ниви, например, деловите там, цела нива, дури една има поделена на пола. Пишано е имотен лист број 1, имотен лист број 10. Видете, значи може да постојат две варијанти во овој случај, значи погрешна идентификација, кога било постапката на запишувањето на правата на недвижности и мене ме чуди сега зошто еден дел ви бил запишан, а еден дел не ви бил запишан. Може да е грешка во идентификацијата на недвижностите, меѓутоа кога веќе одредени недвижности се запишани со право на собственост, а вие поседувате валидна документација со која што ќе го докажете спротивното, дека вашата недвижност е запишана во тук имотен лист, посебно во имотен лист на Република Македонија, не постои друга можност, во колку не е грешка на катастарот, да ја исправиме ние грешката. Доколку постои друг правен основ врз основа на кој што е запишан имотот во Република Македонија. Дали е акт за одземање на недвижноста, дали е акт за експроприација, вие во соодветна постапка судска со правен основ, акт дека тоа земјиште е ваше и идентификација движење од Агенцијата за катастар на недвижности, ќе си го остварите правото и имотот ќе биде запишан на ваше име. Значи тоа треба да го работам преку катастар. Прво, јас ви упатувам да побарате движење за предметниве катастарски парцели, за да видите врз кој основ се истите тие запишани во имотен лист на Република Македонија. Како завршиле таму, да. Како завршиле таму. Можеби има правен основ за кој што во голем дел од случаевите граѓаните и не знаат. Во движењето ќе излезат сите правни основи и акти врз основа на кој истите се запишани во имотен лист на Република Македонија. Никаква друга информација нема измеѓу. Значи, само ви кажем, решението не е укнижено, тогаш не излагање, не се појавил наследникот, и меѓувреме имам почина и сега ситуацијата ми е како да... Не, тоа го разбравме. Тоа го разбравме, ви кажува директорот се, јас да не прераскажувам, меѓутоа која е вашата следна постапка?
Значи морате да побарате движење за спорниот, за значи тоа што го имате како имотен лист во ред, меѓутоа тоа што ви фали, Да се побара движење за тие побарува парцели. движење за да знаете кои се само така ќе знаете кои се вашите понатамошни постапки во случајот. Јас Како го делот поканувам имото завршил гледачот кај Република Македонија или така. Еве го поканувам гледачот нека контактира на телефонот кај мене во кабинет. Ќе бидете примени и ќе во го Велес не можеме помогнат. Па сега видете во Велес гледачот кажа дека бил во Велес и направил контактиран ништо. не успеал да добие одговор. Го поканувам нека закаже термин, ќе биде примен кај мене во кабинет, ќе ги погледнеме заеднички документи. Повторно ќе кажам, во колку станува случај и станува збор за исправка за грешка која што катастарот ја направил, апсолутно ќе биде исправена. Во колку во меѓувреме настанале промени по било кој основ на имотот, купопродажба, промена на собственоста и запишани собствености, па во овој случај па макар и на Република Македонија, катастарот не може да избрише таа недвижност од имотен лист, освен по правосилна пресуда или друг правен основ. Затоа добро да се знае како е, за да види дали треба да има пред суд постапка или ќе ја заврши работата. Така, го поканувам гледачот, нека се обрати и ќе биде примен. Добро, ало, добро утро. Добро утро. Повелете. Вака, значи се случува купопродажен договор, но за стан. Но собственикот све регуларно сите во катастар поминато сите тие работи. Но заедничката собственост на скалишниот простор и на корисничкото право врз земјиштето од стариот собственик не е внесено во катастар, заради тоа што при купопродажбата постоел само имотниот лист на станот. И сега да кажам, ниту може да се направи трансформација, односно земјиштето да преиде во овој, ниту пак правото во скалишниот простор, а совет од нотари, од правни лица, велат дека треба повторно да се направи купопродажба за да ви го предадат правото на тој простор. Во меѓувреме е починат првичниот газда од кој што е купен станот и сега негови наследници кој може да ги најде како тоа е било пред 10 на 15 години. Што понатака? Зошто да кажам се поделени сите тие имотни листови посебно, значи корисничкото право врз земјиштето и посебен имотен лист за заедничките простории, скалите и заедничките простории и посебен имотен лист нормално за становите. Зошто тоа по автоматизам? Особено е ова карактеристично ако се купува стан кој што бил под хипотека. Добро, еве, повеќе прашања се ќе пробам да ви одговорам. Овдека станува збор за различни облици на право на собственост. Имате во една катастарска парцела каде што правата за земјиштето се други во однос на правата кои што се стекнати за објектот. Вие имате имотен лист за собствениот стан, меѓутоа скалите се ги користат сите станари кои што се или во колективна зграда или во индивидуална стамбена куќа, па може да биде први и втори спрат на различни корисници, а скалишниот простор е заеднички. Од тие причини тоа е методологија на работа во катастарот на недвижности за објектите, каде што вие имате посебни воспоставени собственички, односно сособственички односи за заедничките простории. И тука нема дилема, катастарот си апсолутно исправно постапил, тие се одвојуваат во посебен имотен лист и таму се соодветни сособственички или идеални делови запишани во заедничка или заедничка собственост без делови сите иматели на станови во објектот. Земјиштето е во посебен имотен лист со запишано корисничко право или тоа по законот за градежно земјиште, тоа веќе треба да е избришано, затоа што по тој закон катастарот е оврзан да ги брише корисничките права. Значи во периодот кога е добиено одобрение за градење или кога е запишуван објектот,
земјиштето било во фаза на приватизација или трансформација, кога ќе се заврши постапката за приватизација, без разлика што се работи за повеќето случаеви покојни, ќе мора собствениците на објектот да следните имотно-правни прашања ги решаваат со наследниците. Во голем случај постои разбирање, меѓутоа постојат случаеви каде нема разбирање од наследниците на земјиштето, па граѓаните или засегнатите страни се затекнати од таков однос, па и повторно бараат средства за да се направи тој купопродажен договор. Не смета тоа што корисникот ќе биде избришан од парцелата. Со движење за катастарската парцела се утврдува дека поранешниот собственик бил корисник на тоа земјиште и постапката за приватизација не е спорна во овој случај. Јас овдека не гледам проблем, освен да се заврши постапката за приватизација и собствениците на посебните делови, на становите, на заедничките скали, да пробат прво со договорно да го решат проблемот со наследниците, или во крајен случај се покренува судска постапка врз основа на која што катастарот ќе направи промена. Така, добро, немам под прашање, тука мене беше јасно што кој беше прашањето. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до директора на катастарот. Благодарам, повелете. И би сакал да го образложам. Повелете. Значи, вака, 2007 година ние правиме куќа во истото време кога мислам дека екипот за Горно Лисиче. И сега тамо било предвидено, не знаејќи дека е предвидено трафостаница, значи ние ја градиме куќата во нашето место. Потоа истата таа трафостаница, кога било потребно да се гради, е градена од нашата куќа на 100 метри воздушна линија. И сега кога дојде време за легализација, ние не можеме да легализираме куќата, затоа што со ДУП е предвидено дека треба да се гради на нашето место трафостаница. Таа истата трафостаница е изградена на 100 метри, неполни 100 метри воздушна линија на секунд, има искористено само 30%. И сега има поднесено за легализација, тоест да им припадне нашето земјиште, кај што е мојата куќа, баш точно, изградена, им припадне на нив. И тука имаме ние проблем, значи не можам да ја легализирам куќата. Чекајќи во општина, запознав еден господин кој што живее во зграда, во стари згради аеродром, и ми каже он дека во неговата зграда внатре во подрумот имало трафостаница. И они поднеле сите барање до ЕВН, за да се трне трафостаницата, тие им рекле од ЕВН не е проблем, ќе трнеме, само треба да ми платите 30.000 евра за дискокат. Значи ќе се откажеле од тоа место едно. А во мојот случај не се откажуваат, иако нема изградена никаква трафостаница тука. Значи таа трафостаница што била предвидена да се гради, е изградена на друго место 2001 година, кога виделе дека на тоа место имало куќа. Како можам да го решам ја мојот проблем, бидејќи имам по сите институции идено, буквално сите ме праќаат од едно место на друго, никој не е одговорен за ништо и така. Ви благодарам многу. Останете на линија само за да нема некој подпрашање. Видете, јас овдека станува збор за проблем поврзан со законот за легализација на бесправно изградени објекти. Ова што ми го кажува гледачот, ја не гледам проблем. Она што мене не ми е јасно. Гледачот вели, на моје место изградив куќа, така го почна Муамедот, а на крајот треба да ја легализира. Зошто би ја легализирал на своје земјиште? Значи, објектот може да е изграден без градежно техничко. А без градежна дозвола, така добро. е. И во овој случај, ако објектот е изграден на негово земјиште, апсолутно не постои законска пречка да се легализира, посебно со ова што трафостаницата која што била предвидена да биде изградена непосредно во близина на неговиот објект, па сега е дислоцирана на друго место, изградена на друго место, општината ја води постапката, има комисија која што излегува на терен, прави увид согласно податоците од геодетскиот елаборат и донесува урбанистичка согласност и решение за легализација или не донесува. Овдека е проблемот во општината. Јас не гледам овдека Катастарски проблем, да. Со катастарот апсолутно нема. Добро, ова е еден интересен пример, затоа сакам малци да го изанализираме. Многу е битно да кажеме дека во добар дел и граѓаните грешат, значи ете од самиот старт. Никој не го гледа дупот.
што е веројатно погрешно, затоа што подоста повторно вие ќе си ги имате проблемите. Тука го оцирам првиот проблем. Вториот проблем однос на градење без дозвола е вториот проблем. Третиот проблем е што имаат многу моќна институција спроти. Значи, граѓаните се жалат дека тешко доаѓа до правда ако од другата страна е засегната голема институција, без разлика дали е тоа Ева на Македонија, дали е Телеком, дали е некој орган од витално значење за државата. И повторно е тука оној магичен круг, општината, собственоста, катастарот, судот. Граѓаните некако, колку и катастарот добро да работи им идејава, постојано се шетаат од врата наве. Знаете, за да функционира катастарот, треба да функционираат и другите Така е. институции. Видете, Агенцијата за катастар на недвижности е прво сервисно ориентирана институција која што прво во моментот води многу регистри, меѓу кои и регистарот на недвижности на граѓаните. Тоа е исклучително важен регистар, каде што во јавната книга се запишуваат сите облигациони права по однос на собственоста и другите стварни права. Не постои голема или мала институција. Верувате во Македонија дека голем постои. Или Сега мал да не правиме човек, муавет дека постои. Меѓутоа, И кај вас во катастар постои голема и мала институција. Со години. да, меѓутоа Сега законите да не бидеме се норвежани. во ред. Меѓутоа, ја не зборувам како функционирала институција во минатиот период, ја можам да зборувам како функционира сега и како ќе функционира во иднина додека јас сум таму директор. Затоа што, 23, 4, 5, веќе 27 години, 3,5 години секојдневно се јавуваат граѓаните Видете, со мала ама и со големи. треба да имате желба да ги решавате проблемите на Добро. граѓаните. Јас ви кажав, значи, една од битните компоненти, не само за оваа институција, за секоја институција која што се бави со осетлива материја каде што граѓаните си ги остваруваат своите права, да биде водена од стручни и од компетентни луѓе кои што имаат желба да ги решаваат проблемите, да направат законски измени, да излезат во пресрет на граѓаните, да воведат систем и методи и методологија, процедури и процеси во работењето кои што ќе го олесни пристапот на граѓаните за да си ги решаваат своите проблеми. Значи, треба да постои желба да го решавате проблемот, ме разбирате? На крај пак ви имате. Апсолутно. Затоа што знаете како во последно време изминатите години постојано слушам, ама таков е законот. Не. Ама дај да ги законите се менуваат. Каде е ви моралот? кажам. А каде е моралот? Значи ви кажувам, ја за да го решам Еве, овој сега проблем. констатирав, управен суд ќе си враќа, ама таков е законот. Сега граѓани од нека трпи. Исто, да, ама овие затоа чинови од ДИК, по закон зема они пари што Значи, зема, видете- тоа беше закон, ама Така е. Ама кај е моралот? Ама видете, се согласувам јас со вас. Затоа ние како институција во рамките онаму каде што се нашите надлежности. Наша надлежност не е да го менуваме законот за општа управна постапка. да стимулирате, Стимулираме, еве ќе ви стимулирате да кажам. се менува законот, Еве ќе ви инаку ќе кажам. останеме Еве во ќе ви еден кажам. магичен круг и тоа е тоа. По наша иницијатива, пред 2 месеца доставивме до Министерство за финансии управата за имотно-правни работи да го продолжи рокот за приватизација како на градежно изградено, така и на градежно неизградено земјиште до 2022 година. Зошто го побаравме тоа? Ние сме институција каде што граѓаните доаѓаат и по законот за градежно земјиште и по законот за приватизација на градено земјиште, ние бевме инволвирани да го бришиме корисничкото право. Граѓаните доаѓаат на нашиве шалтери и се расправаат со нашите вработени, кои што се во директен контакт со нив, зошто сме го избришале корисничкото право. Од X причини. Значи, прво законска обврска, катастарот да ги бриши, не обврзале со законот за приватизација. Од друга страна, сега, имајќи го тој проблем, ние иницираме измена во законот. Затоа велам, мора да се менува. Иницираме. Значи, ние на наша иницијатива пуштивме до Министерство за финансии, до влада, значи 2 члена во законот за приватизација да се променат, односно роковите, граѓаните кои што од X причини не биле присутни во државава, пропуштиле да поднесат барање за приватизација, поднесовме измена предлог. Тоа ме значи, радува. предлог. Ако има иницијативи, затоа што ако велиме законот е таков, не правиме ништо. Имам уште еден гледач, еме само уште 3 минути. Ало, добро утро. Ало? Повелете. А ме интересира за овој имот действие. Порано посудован избеше. Гласеше на моје име. Сега пишува Република Македонија. Видете, значи многу е битно
формата на имотниот лист граѓаните да ја читаат исправно. Може горе стоело во носителот на право на собственост вашето име, превземено од податоците од катастарот на земјиште, меѓутоа во шифрата стои една шифра 814 каде што пишува дека е со право на користење, односно земјиштето не е приватизирано или не е трансформирано од 2002 до 2004 кога се викаше процесот трансформација, па после стана процес на приватизација. Тоа, по ова што ми го кажува гледачот, станува збор за неприватизирано земјиште. Чаре? Што да правиме? Дали ова сега што ви го кажав, ако гледачот нема поднесено барање за приватизација, Па не е поднесено. А сега идам таму да поднесам, вика не. и роковите се Заврши изминати, рокот. господине, роковите се изминати. Јас ве уверувам, имајќи го овој притисок од граѓаните во директни контакти и информацијата, сознанието дека голем број на граѓани како вас немаат поднесено барање, иницииравме продолжување на рокот за приватизација до 2022 година. И за градежно изградено, и за градежно неизградено земјиште. Се надевам, јас ќе ги направам сите мои напори во контакти со Министерство за финансии или со представници од владата до онаму каде што се нашите ингеренции, да направиме напори да укажеме дека е неминовно продолжување на рокот за приватизација. На што се должат, благодарам за гледачот, на што се должат овие постојани продолжување на рокови на неинформираност на граѓаните? Прво, Исто за Евроквадрат се знаете што, можеби на неинформираност, меѓутоа, знаејќи го менталитетот, јас ви кажувам од собствено искуство, додека и работев и во приватниот сектор и како претседател на комората, во голема мерка е неажурноста на граѓаните. Прво, мораме да кажеме и информирањето, меѓутоа, таков ни е менталитетот, ние чекаме во 5 минути до 12 да ги бранам да граѓаните, има и една друга вистина дека генерално она што како платен оглас го правеа до сега и вашите претходници, тоа беа во некои мали медиуми кои што не допираа до јавноста. Дел од емисиите се во оваа насока, луѓето да бидат информирани. Затоа почна со интернет порталот, затоа што граѓаните на крајот од денот можат сами да си ја добијат информација. Се согласувам. Јас, доколку не удостоите со повторна покана, во моментот кога ќе има било каква законска измена за регулирање на правата и запишување на правата во Агенцијата за катастар на недвижности, ќе бидеме во контакт, ќе ве информирам максимално, ќе се трудиме граѓаните да бидат информирани за сите нивни обврски и права кои што можат да ги остварат согласно законите. Така, ние редовно во континуитет имаме соработка во интерес на граѓаните. Нормално следното гостување повторно ќе биде за некои си 2-3 месеци во однос на вашите ангажмани како катастар и во однос на проектите. Ќе ми биде драго да дојдете. Го ставивме малце период така е поголем да се уходате во сето тоа. За радови што одите? Па се помалку време. Се помалку време, за жал. Се помалку време, обврските се натежнати и се трудиме максимално, колку може да се посветиме и на фамилијата, и на работните обврски, и на посетата на родниот крај, се поретко. Така, јас ви благодарам искрено, се надам дека оваа соработка со телевизија Сител ќе продолжи и понатаму, повторно во интерес на граѓаните. Интересно е што дел од проблемите кои што ова утро ги изнесовме, не сите, се делови од проблеми на повеќе луѓе. Па затоа ја користам можноста и да вклучам и гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата, се надевам во интерес на остварување на правата на граѓаните, ќе се трудиме максимално да ги информираме што е можно за секоја актуелност на време. Почитувани гледачи, вам ви благодарам прво за учеството во емисијата, се разбира и за вниманието со кое што не следевте ово утро. Жал ми е сите оние кои што не успеавме да ги вклучиме, но во некоја наредна прилика. На крајот од ова петочно издание на Дневен ред ви посакувам убав и пријатен ден, убав и пријатен викенд и да посакам да останете и понатаму со најгледаната телевизија во Македонија, телевизија Сител.